Благодарам, почитуван председателе, почитувана македонска јавност, почитувани млади граѓани на Република Македонија. Еве како не треба да се воспитува младината. Еве како млади луѓе се заведуваат од лажни идоли. Колега Стефан, наместо да имаш идол во некој добар македонски спортист, во некој добар македонски музичар, во некој одличен македонски научник стипендиран од владата на Република Македонија, ти си го пронашол твојот идол во човекот кој што е 2 пати аболициран. И се радуваш како што се радувал Пинки кога го видел Тито. И зашто се радуваш? Дека ја сквернавиш македонската историја, дека ги уништуваш институциите кои што ти овозможеле да се школуваш. Институциите кои што треба да ги воспитуваат граѓаните на Република Македонија. Председателот на Република Македонија треба да биде гордост за сите. Од која е да е политичка партија, како институција, а не млади луѓе од 22 години да го навредуваат дали бил фикус, дали бил марионета. Сепак е човек кој што го избрале 560.000 граѓани. И млади, и стари, и муслимани, и христијани. Буквално сите. Ја замајувате македонската јавност со слика каде што се собрале 500 луѓе. Замислете колкаво пано треба да има овдека да се представат 560.000 луѓе, колега Стефан. Кој е твојот идол? Човекот кој што е за прв пат во историјата 2 пати аболициран. Не кажуваш кои се други аболицирани од Иванов. Не кажуваш дека и тој е меѓу аболицираните. Зошто ти не собереш храброст да побараш човекот да побара аболиција, односно повлекување на аболицијата од господинот Бранко Црвенковски? Порано паметам дека Црвенковски беше твој идол. Сега е Заев твој идол. Уште еднаш совет. Концентрирај се на оние кои што се успешни и квалитетни. Само така можеш да бидеш лидер на младината, на социјалдемократската младина. Со вакви изблици на гнев, со гордеење со шаревата револуција кој што ги сквернави македонската историја, верувај нема да имаш успех. На млади години ќе ја завршиш твојата досега успешна кариера. Биди пример за другите деца и не ги советувај да се движат по твоите стапки. И за уште едно подсетување, немој да ти видат идоли оние луѓе кои што се финансирани од Сорос да ја сквернават нашата историја. Луѓе кои што земале по 190.000 евра во своите џебови во една година како хонорари. Луѓе кои што се најскапо платени и неуспешни платеници. Луѓе кои што тие средства ги користат за се, освен за подобрување на условите на квалитетот на живење во Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам.